Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски. Имам чест вечерова мој гостин да биде безбедносниот експерт Војслав Зафировски. Добре дојде. Добро ве најдов. Војслав, имаме чести денеска да почне еден проект кој што како лепче што се вика го чека цела Македонија. Проектот се вика Safe City или безбеден град, се однесува на сообраќајот. После суството би рекол, може би и тука е пата рак раната на македонското општество, нешто што исто системски се урнисуваше. Многу мина ке речат менталитет, тоа во она глупости се тоа, мислам, народот вели тикви варени со расол, нема оправдување за она што се случува на македонските улици, за оние жртви кои што секојдневно ги има, за оние страшни случаи. Да, тука пак е поврзаноста со судството во однос на казните и секој што се нели минорни, но еве, имаме од денеска пробен период од месец дена, кој што ќе заврши на 1 јануари, од тогаш ќе почне да се казнува. Сега веќе одиме со предупредување еден месец да се апдейтува системот, да се видат и слабите точки, но и луѓето да сватат дека она што ќе им доаѓа како порака на мобилниот, значи казна, и малку кога ќе дојде 1 јануари 2026 година, да си го стават прстот на чело, не како досега во уста што го правеа тоа, и да сватат дека ќе следуваат казни. Фрапантна е бројката од она што го дознав. 65.000 прекршоци за 12 часа во Скопје. Тоа е резило срам, навистина. Системот Safe City функционираше неколку години наназад, години наназад, деценија можеби. Тоа е еден проект кој го работевме долги години, уште од 2000-та година па наваму. Меѓутоа, од сега се проширува, софтверско проширување имаме и ги евидентира, ги регистрира сите сообраќајни прекршоци на нашите улици во градов. Претходно, извини, се користеше само за прекршоци поголеми, за повреди, за кривични дела кога треба да се, но не и за вака казна. Но не и вака. Ова е прв пат еден ваков пристап да се направи, што за мене е навистина добро, а предпоставувам дека ќе биде добро и за сите оние останати граѓани кои се држат до словото на законот, кои го почитуваат законот, кои ги почитуваат правилата и прописите, кои ја уредуваат таа материја. Зошто? Сите криминолошки истражувања досега упатуваат на заклучок дека оние што чинат прекршоци или кривични дела не се плашат од висината на казната. Се плашат или стравот е голем да не бидат фатени. Тоа психолошки, да. Два психолошки моменти. Сега, нема бегање. Затоа што вклучена е техника, вклучени се сензори, вклучени се камери и се регистрира. Денеска имаме ситуација за 12 часа да се евидентираат 65.000 прекршоци во градот Скопје. И искрено кажувам дека жалам што уште веднаш не се почне со казнување на прекршителите. Ќе прашате зошто? Затоа што од тие 65.000 прекршоци, 2800 прекршоци се однесуваат на минување на црвено светло. Да, извини, јас доаѓајќи сега на кај работа, видов минимум 10 минувања на неколку семафори на црвено. Ме помина на булеварот пред Александар Павлович во Скопје, едно 20 на автомобили со 70-80. Знаат луѓето, но еве, повторно е приказката чаламот и знаат дека не е казниво. Така е, знаат дека не е казниво. А минување на црвено светло не значи ништо друго, туку потенцијална сообраќајна незгода, во која прашање е дали ќе се сведи се на материјална штета или ќе има повредени, ќе има жртви и така натаму и така натаму. Значи, жалам, со умисла е тоа. Гледате, семафорот си има трепкачи, кога 4 пати ќе светни зеленото светло, значи дека се вклучува веќе жолто и црвено. Така е. Реков, 2800 поминувања на црвено светло. 1000 прекршоци се констатирани
за нерегистрирани патнички моторни возила. Што значи тоа? Тоа значи дека 1000 луѓе со технички сомнителни возила учествуваат во сообраќајот, кои се исто така потенцијална опасност за сите останати учесници во сообраќајот. Од тука велам, жалам што уште веднаш не е стартувано со ефективни казни за овие луѓе кои учествуваат во сообраќајот и се потенцијална опасност за секој еден друг кој се придржува до прописите во сообраќајот. Мислам дека со во иднина плановите се да се прошират софтверски опсегот, да се прошири и на останати прекршоци од паркирања и останати прекршоци, така што мислам дека конечно ова е првиот чекор кон воспоставување на ред на нашите сообраќајници, на нашите улици. И ова е потек кој е за поздравување и сметам дека ова требаше и многу порано да се случи, имајќи предвид дека соседна Србија во Белград го имаат овој систем, ефективен е, ефикасен е, дава резултати, а на Запад веќе и да не правиме муаве, тоа со децении наназад функционира на тој принцип и нема ангажирање на човечки фактор во смисла на тоа да мора сообраќајецот да дојди да го констатира прекршокот. Имате конкретна фотографија или имате конкретен запис од сензор кој упатува на заклучок дека вие сте сториле прекршок и тука нема двојба, нема дилема, нема никаков субјективизам. Беше црвено, беше жолто, не. Црвено штом се вклучуваат и камерите. И тогаш се слика. Тоа значи дека нема дилема околу тоа дали поминал некој на жолто или поминал на црвено. Тука сите дилеми се отстрануваат и имаме многу чиста ситуација во која секој што се огрешил ќе си одговара. Дали најдобар аргумент е она што го кажавме на почетокот, 65.000 казни треба да бидат, но се прекршоци, нели, во моментот кој што ќе бидат само пратени и толку, нема, бидејќи се уште системот не е таков. Но статистички гледано, математички на 420.000 полнолетни жители во Скопје според бројот на гласачи од минативе избори, помалку на секој 6,5 луѓе, секој шести, да речеме, во Скопје направил прекршок. Дали има повеќе потреба од нешто да се каже за моментот дека на секунда 1,5 прекршок е правен. Во превод на 10 секунди 15 прекршоци се правени. Дали некој треба воопшто да рече дали треба или не треба? Овие бројки со момент дека знаеа луѓето од сите медиуми од утрото, уште од синоќа, се бруеше не интернет портали, не телевизиски медиуми, не радија, дека во сила е Safe City и дека треба да се внимава и дека ќе стигаат казните, иако ќе бидат предупредување. Што поголем аргумент од ова во истина? Нема, дефинитивно нема поголем аргумент од оваа првична бројка која денес имавме можност да ја слушнеме и дефинитивно тоа е фрапантна бројка која упатува на заклучок дека имаме сообраќајна недисциплина, некултура која со себе носи животи, предизвикува сериозни материјални штети, предизвикува други проблеми и така натаму и така натаму. Интересно ќе биде утре ако направиме некоја статистика МВР да испрати, верувам ќе има и шампиони некои што имаат по 30, 40, 50 прекршоци. Да не се лажеме, знам некои луѓе како возат и ги гледам во сообраќајот, не се ова 65.000 луѓе, ќе ги сведеме на помалку, но дали мислиш дека еден месец ќе им биде доволно, откако ќе видат дека на нивното конто се пристигнати, да речам, 50 прекршоци, дека тогаш ќе им текне дека тие 50 кои што сега се фиктивни само предупредување, доколку продолжат да возат ќе бидат 50 реални казни кои што ќе треба да ги платат, тоа дел од нив сносат,
поминувањето на црвено сноси одземање на возачка, поминувањето на дупли ленти, сето тоа се документира на делот кај што е со камерите, брзината на 30 километри и така натаму од час и се, нели, на час во градот исто така. Мислиш дека ќе им биде доволен овој еден месец за да сватат? Не. Станува збор за навики. Да, лоши навики. Станува збор за многу лоши навики кои преку ноќ или за еден месец не може да се елиминира. Да ќе се фалат сега хихи хаха, мене ми стигнаа 30. Не можат да се фалат. Да. Ова е првиот чекор кон она што го заговараме со години наназад, да се елиминира неказнивоста. Така. И овдека нема субјективизам. Нема кој да интервенира, затоа што техниката ја врши цела работа. Системот е така сетиран и има заштитни механизми да не можете да некого амнестирате во тој поглед, ајде, нема да му пишиме казна. Не. Веднаш патниот налог се продуцира од самата машина и тука нема никакви можности за да се ескивира сторениот прекршок и нормално да се ескивира казната по тој основ. Мислам дека ова во еден догледен период ќе треба да помине период 3, 4, 5, па можеби и половина година за да се променат навиките, да се промени оној чаламџиски однос кој го имаат одредени учесници во сообраќајот, па телефонот нагазиле 80-90, минува на црвено светло, претекнува кај ќе стигне, паркира кај ќе им се кефне, така што треба време. Меѓутоа, тие навики ќе се променат токму со оној аргумент што велам, нема веќе неказнивост и нема недопирливи. Сите ќе си сносат одговорност за тоа што ќе го сторат. Соарно убаво со кампањи на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот, очигледно е не се постигнува саканиот ефект. Да. Меѓутоа, казната ќе го направи своето. Казната ќе го направи своето. И ова што нема никој да биде мирен и да речи мене нема да ме фатат. Не, ќе те фатат и ќе си платите за тоа што ќе го сторите. Дали ова е еден битен сегмент од еден момент кој што го зборуваме со години, со тебе во емисија, еден проблем што се вика руиниран урнат систем. Дали и колку ова ќе придонесе за враќањето на тој систем кој што е руиниран? Владава се обидува нова да го направи тоа, веќе скоро година и половина има еден проблем, се вика судство и обвинителство кое што работи во контра насока, држејќи го тој руиниран систем како што гледаме, но еве, тука толку не можат да се вмешаат, веќе ниту тие прекршочните нема да оди таму доколку сепак некој приложи жалба или како и да е, но премногу ќе бидат чисти работиве за да се случува тоа, но колку ова може да помогне во рестартирање, реанимација би рекол, бидејќи системот е, да не речам мртов, ама буквално, за како од некаде да почнеме, а зошто да не од сообраќајот кој што е страшна работа во моментот во Македонија како што изгледа? Гледајќи од аспект на случувањата низ градот, низ републиката, дефинитивно сообраќајот е еден од најгорливите проблеми. Ние сме сведоци на една исклучително лоша сообраќајна култура. Најниско можно ниво. На најниско можно ниво. Една неприфатлива, апсолутно неприфатлива возачка недисциплина. И мислам дека од ова со избегнувањето на неказнивоста ќе почнат работите и во сите останати сегменти да се менуваат. Така, и најдолгиот пат почнува со првиот чекор. Првиот чекор. Да. Пак ќе кажам, овдека колку и да се чини незначајно, ова е голема работа. Ова е голем чекор. Треба да се менуваат навиките. И мора од некаде да почнеме да ги менуваме навиките.
А штом од сообраќајот ќе почнеме, а сите сме учесници во сообраќајот. Кој како пешак, кој како велосипедист, кој како мопедист, вози тротинет или автомобил, се едно. Навиките мораме да ги менуваме и да ги усогласиме со она што е нормално однесување, она што е прифатливо однесување, она што прописите инсистираат како сообраќајна култура, како сообраќајен однос да се практикува во секојдневието и во секојдневниот живот. Дали освен промената на состојбата на умот кај граѓаните, треба да се случат и некои други промени, зборувам за законите. Оние закони околу казните или законите, може би не се толку лоши, криви се, виновни се судиите, но дали еве прво да почнеме, дали треба да се променат законите и висината на казните за особено оние сторени сообраќајни прекршоци, тоа не се веќе кривични дела со смртни последици или со тешки повреди. Имавме многу случаи во минатото, особено последнава година, неколку такви скандали, буквално кажано. Да, имаше големи скандали во тој поглед. Кои што даваат од до. И секојаш се избираше секако најмалата, но го гледавме тоа буквално во живо. Не? Да, и во оној момент кога судијата ќе пресуди висока казна или блиску до највисоката казна, веднаш се алудира на праксата досегашна каква била. Так. Меѓутоа, секое општество си ги знае своите проблеми и си ги знае оние сегменти каде што има сериозна загриженост во одредена сфера. Една од тие сфери е сообраќајот. Да, треба да се промени политиката на санкциите. Прво, сметам дека санкциите за сега, барем оние кои се однесуваат на прекршочната постапка, се соодветни. Но, наместо да се фокусираат институциите на докажување на сторен прекршок кој е констатиран од техника, кој е констатиран без учество на субјективниот момент, без арбитрерност на полицаецот или без она што велиме користење дискреционо право. Абе, помина на црвено и толку е. Иди ти докажувај на суд. На Запад институциите се фокусирани на наплата на предвидената казна. Значи, таму нема дискусија, нема можност ти дам на суд. Не можеш да одиш на суд. Прво треба да си ја платиш казната. А после ќе докажуваш на суд дали си сторил или не си сторил прекршок. Натаму, ако кажете дека не сте вие тоа, ви ја праќаат фотографијата. Ви испраќаат извештајот од цензорот кој ве уловил на дека возите со недозволена брзина и дека сте пречекориле дозволената брзина за 20, 30, 50 километри. И тука нема веќе дилема. И нема што судот да расправа за тоа. Туку се превземаат административни мерки за да се изврши наплата. И тоа директно од сметката на сторителот на прекршокот. Сметам дека ако се оди кон измена на легислативата, треба тоа да го примениме и ние. Не да ги развлекуваме постапките, да се влечиме по судови, да докажуваме. Нема што да докажуваме. Нема што да се докажува. Нема субјективен момент кој заради тоа што не сте му некому симпатичен, ви напишал платен налог кој треба да го платите. Не. Тоа е техниката. Таа ја завршила цела работа. И нема потреба сега судот дополнително да дебатира и да одлучува дали сте сторили или не сте сториле прекршок. Тоа се решава по административен пат. Ако во тој рок не се уплати пропишаната казна, следниот чекор е административен и директно од контото се симнуваат пари во интерес на државата. Сега замислете, за 12 часа 65.000 прекршоци. Може ли да
помислите колкава пара е во прашање. Тука се Милиони нерегистрирани се во возила, тука се минување на црвено светло, тука е непропуштање пешаци на пешачки премини. Колкава пара е таа која би се влела во Преголема брзина, она на 30 км, Да. исто така огромна, она другата пара многу, а сепак. Тоа бројките се се огромни пари кои би влегле во буџетот и би се намениле за многу паметни Превентивни нека работи, бидат мерки во сообраќај, така е, дај Боже, или во раскрс- превенција, или во сообраќајници, одредени да. истражувања. Да. Така што сакам да кажам дека ова е вистински потек. Може би е малце и задоцнет, но добро е што го имаме и ако, пак ќе повторам, ако се менува легислативата, не би чепкал во сферата на санкциите, висината на казните, туку би одел кон тоа да административно се интервенира во смисла на закинување веднаш од контото на оној што го сторил прекршокот. После 8 дена, веднаш да се симни од негово конто во интерес на Република Македонија. Две од во последните барем години 4 најголеми несреќи во Македонија се сообраќајни несреќи. Едната е Дурмотурс кај Ласкарци, другото е кај Струма во Бугарија. Во Бугарија. Македонскиот автобус, вкупното конто е 51 или 20, 46 плюс 16 починати, Ласкарци се 16, Да. 45 па 46 нели станаа во Струма. Новата идеја која што во моментот е во собрание има и поднесено нели предлог околу тоа, анкетна комисија за решавање на сите 4 најголеми несреќи во последните неколку години. Зборуваме за Кочански пулс, зборуваме за модуларната болница во Тетово каде што загина во едната 63, во другата 15 луѓе чинам беа, и за двете најголеми сообраќајни несреќи во последните години, за Дурмотурс и за Струма. Како гледаш на оваа идеја за расчистување на сите наеднаш, не една по една, несреќи во Македонија и да се лоцира одговорност? Ке рече некој, анкетна комисија ништо никогаш не произвела и донела. Имавме и за онкологија една анкетна со фрапантни заклучоци кои што нели ги избегнаа. Политичката одговорност не ја сносеа, во неа е сегашниот не е лидер, председател на СДСМ меѓу другото, не еве анкетна комисија која што ќе се занимава со најголемите несреќи во Македонија, меѓу нив двете се сообраќајни. Да. Тоа е за поздравување. Затоа што повеќе пати сум кажал дека за Ласкарци имам впечаток и дека не е водена истрага, како што не беше водена истрага ниту за модуларната болница, ниту пак од наша страна е водена истрага за сообраќајката во Струма во Република Бугарија. Таму едноставно се прифати наодот на бугарското обвинителство дека тоа е сообраќајна незгода каде што виновен е возачот и тука кој го загуби животот, се разбира. Пилотот. Да. И тука се заврши целата приказна. Меѓутоа, многу отворени прашања има, премногу отворени прашања има, кои еден просечен јавен обвинител од најголемата паланка во Република Македонија, земете ја, ќе ги постави и ќе ги отвори како отворени прашања, без чии одговори не може да се појди на судење и не може да се донеси правосилна пресуда, која точно ќе ја лоцира одговорноста и вината на поединци. Добро е анкетната комисија да поработи. Особено е добро што како луѓе од законодавниот дом ќе имаат можност точно да ги лоцираат пропустите на институциите кои биле должни да превземат конкретни активности во насока на превенирање на тие случувања, а не го сториле тоа. Точно ќе се лоцира и политичката одговорност, и конкретната одговорност, затоа што луѓето што ги раководат институциите
нивниот потпис има многу сериозна тежина за која длабоко верувам дека добар дел од тие луѓе што седат во тие фотели и не се свесни. Не се свесни каква тежина носи нивниот потпис. Затоа велам, за поздравување е барањето за анкетни комисии кои ќе треба да ги испитаат сите случаи и тоа не е бегање и не е дефокус од она што се случи во Пулс, во Кочани. Да. Напротив, ова е дајте еднаш да седниме да ги отвориме сите карти. Да ги затвориме сите црни петна. Сите црни петна, да се погледнеме во очи и да кажеме, луѓе, што е ова? Така. Иначе, за Кочани се сеќавате дека Републичкиот јавен обвинител во една прилика рече дека за 2 месеци ќе ја заврши истрагата. Во гостување во оваа емисија ви реков дека тоа е премногу оптимистичко видување, затоа што објективно 2 месеци се многу кус период за да може да се опфатат сите институции, сите актери кои на директен или индиректен начин имаат влијание во тоа што се случи во Кочани. Затоа велам, еве ги сега имаме апсење имаше минатава недела на луѓе кои дополнително излегува дека биле дел од она корумпирана мрежа кои учествувале во избегнувањето на инспекцијскиот надзор, во... И тоа не е индиректно, тоа е директно учество. Не, во тоа е што се директно. случи. Да. Тоа е директно. Тоа е директно учество нивно во сето тоа. Така што добро е сите овие случаи, 4 се големи случаи во кои животот го загубија преку скоро 150 луѓе, да, преку 150 се. Животот го загубија толку луѓе и редно е еднаш и законодавниот дом да се произнесе околу тие прашања. Дотолку повеќе што пак ќе повторам, ние досега не видовме некој да се заинтересира и да го постави прашањето на одговорноста на институциите кои биле должни да превземаат активности, а или стоеле настрана, или од кои било причини молчеле околу сето она што го гледаат, се случува и на крај да имаме онакви последици какви што имаме. Тоа се 150 животи, тоа се 150 семејства, тоа се 150 судбини на кои никогаш не може да им дадете сатисфакција. И не можете да им дадете оправдување зошто е тоа така. Зошто е тоа така? Изгубени се толку животи и никој не одговара, или тие што ќе одговараат се оние кои директно биле таму начекани, фатени и така натаму и така. Не. Овдека имаме институционални промашувања, институционални превиди, институционална вмешаност во се она што се случуваше и што кумуваше на оној епилог што го имаме. Колку и ова, расчистувањето со 4 најголеми несреќи во Македонија во последните неколку години, ќе помогне во рехабилитацијата, односно реанимацијата на оној уништен систем. Еве, Safe City на едно друго ниво, но еве, приказката е цело кога има се расчистувањето на лоцирањето на одговорноста и политичка, и институционална, и секаква, макар нека биде и покажување со прст и морална одговорност, а не би требало да остане само на тоа, колку ова ќе значи за Македонија, општо гледано за граѓаните, 150 судбини се, 150 животи се уништени, не, уништени се многу повеќе животи.
нивните семејства, сето Тоа реков, и семејствата им се на уништени, 120 немојте да... луѓе од нив изгореа и во модуларната и во струма и во пул, значи тоа е неверојатно што се случуваше, А и системски тие грешки. што остана живи во пулс, Да. сметате дека ќе биде живи и сето тоа здрави без да се, проблеми, тоа е да се страшно. живи и здрави, секое добро им го посакувам. Така. Меѓутоа, таа траума, тој шок, ќе ги следи додека се живи. За семејствата да И не не зборуваме. само нив, туку и нивните семејства. Така. Општо гледано за сите зборуваме колку ова ќе значи како придонес, колку ќе биде за враќањето на нозе на тој уништен систем кој што беше намерно уништен, особено од минатата влада која што алудираше на таа анархија, апатија, се што се случуваше да биде се ничкосано долу и им одговараше за да ги тераат оние глупости што ги тераа. Сметам дека некои работи битно се променија после 16 март 25 година. После Кочанската Да. катастрофа, многу работи се променија. Мислам дека и обвинителството малку се размрда, меѓутоа малку се размрда. Да. А обвинителството е клучниот носител на правдата во Република Македонија. Зошто? Затоа што обвинителството е тоа кое одлучува против кого и за што ќе се води постапка. Од една страна. Од друга страна, обвинителството е тоа кое треба да ги постави вистинските прашања за одреден настан, за да може да се лоцира одговорноста, и институционална, и лична. Така што, ова сега што ќе се случува во престојниот период, мислам дека е уште еден чекор кон реанимацијата на системот во Република Македонија. Зошто? Затоа што ќе се идентификуваат и институциите, ќе се идентификуваат и носителите на јавните функции, кои лично одговараат за одредени работи, ќе се посочи на одговорноста на поединци и веќе натаму не може да се калкулира во поглед на воведување, во поглед на почитувањето на правдата и правата на луѓето. Не може да се калкулира. Ова е, реков, Кочанскиот настан е пресвртница, ова е еден чекор одење понатаму. И тука мислам дека полека и тој систем се санира. Но мораме да бидеме свесни дека без интервенција во јавното обвинителство, без сериозна интервенција во јавно-обвинителскиот совет, без сериозна интервенција во судскиот совет и во судовите, се плашам дека ова би било нешто што може да биде чекор напред, но и само чекор напред каде што ќе се застани. За да може тој чекор да има ефект, да се иницира и натаму движење кон вистинска правда, неопходно е да се направат интервенции во јавно-обвинителскиот совет, во јавното обвинителство, во Републичкиот судски совет и во судовите. Имаме уште теми за отворање, ќе зборуваме и за судството, ќе зборуваме и за еве денеска излезе информацијата, газдата на Дурмо Турско што треба да лежи меѓу другото 10 години затвор, повторно го одложи одењето во затвор, неговиот возач, што беше тој, го имаме името тука, тој избега, претходно судот требаше да издаде потерница за него, издаде доцна, тој веќе не беше во државата. Знаеме што се случи за модуларната, нема, буквално виновници, има еден кабел, да не зборуваме за струма, таму нема ништо, а лиценцата каде, а сите тие работи, А минувањето на државната граница без лиценца, без одобрение од Министерството за транспорт и врски. Токму многу причини зошто треба еден ремонт на тој правосуден систем. Со нас е Војслав Зафировски, се враќаме веднаш
по рекламите, останете со нас. Се враќаме во за или против. Мој гостин е безбедносниот експерт Војислав Зафировски. Зборувавме, Војслав, во првиот дел за Safe City, за она што е поврзано со сообраќајот, за најголемите несреќи во Македонија, од кои што две се, меѓу другото и сообраќајни Дурмотурс и Струма. Денеска спомнав при крајот на првиот дел дека сопственикот доби одложување повторно на казната заради наводна операција, не сакам да навлегувам во тоа, се однесува на еден долен дел од телото. Што е проблемот? На истото вадење за операција на кила се извади и неговиот возач, кој што исто беше осуден на 10 години затвор. Тука грешката беше не негова, нема да речам негова е дефинитивно, тој е виновникот, нели, криминалецот, но судот требаше да го затворат во април, пред 10 дена, што се вика, донесе одлука да го приведат и нормално, така да мислам дека се викаше Ремзи Мифтари, Ремзи Мифтари, така. Тој веќе не беше достапен за органите на прогонот. Еве денеска и сопственикот ја одложи казната, верувам дека истото ќе се случи, бидејќи судиите се такви какви што се. Коментиравме претходно за најголемите други несреќи, се надеваме пулс дека, нели, ќе оди на вистинскиот пат и ќе биде една пресвртница во целата таа приказка, што може да биде, но она што се случуваше со модуларната болница, со Дурмотурс и со Струма, три неверојатно големи несреќи со многу жртви, 90 жртви. И ниту еден одговорен. Никаква разрешница, имаме виновен кабел, имаме виновен возач, имаме виновен возач и собственик кој што не може ни да отидат во затвор. Како, што правиме со вакво судство во основа кој што е најголем дел од вината, обвинителството и судството? Токму така, доказите ги прибавува МВР, обвинителството раководи со се, го представува пред судот, ништо од тоа не. Има една многу битна работа. Каде е Артан Груби? Така. Каде е Артан Груби? Так. Се случи Артан Груби да ја напушти Република Македонија, да се јави од Албанија или од Косово, не знам од каде, и еве, дури го заборавивме. Никој не го спомнува него. И тој е дел од таа екипа која плаче за Идризово. Да се вратиме на ова. Клучниот фактор е обвинителството. Така. И обвинителството е онаа институција која треба да ги процени работите. Дали Мифтари има основ да бега, да влијае на сведоци, да влијае на постапка и така натаму, и да побара притвор. Ефективен притвор или домашен притвор. Да побара мерки на безбедност, да биде под надзор, да не може да избега од правдата. Тоа не е случај. При 16 мртви луѓе. При 16 мртви луѓе. Судот исто така можел да определи до извршувањето на санкцијата да биде во притвор. Меѓутоа, и тоа не е направено, така што тој мирно си се прошета, си се рашета низ преку државната граница и сега е недостапен и нема да биде достапен. Јас и за Артан Груби во една прилика пишував и кажав дека нема да биде достапен за органите на прогонот во Република Македонија, имајќи предвид и односот на косовските власти кон сите наши екстрадициони барања и односот на Република Албанија кон нашите екстрадициони барања. Веројатно привилегија му е има, ако има и албански или косовски пасош, кој не е проблем да се извади таму, така што можеме да заборавиме на тоа што е пресудено. За жал. За жал. А зошто е тоа така? Заради тоа што обвинителството и судот не ги имале сите аспекти на проблемот в предвид, за да можат да побараат негово задржување во притвор или да побараат некои други
мерки во смисла на домашен притвор. Не одземање на патна исправа. Знаеме дека границата со Косово е порозна како швајцарско сирење. И таму они може да си поминат кога сакаат и како сакаат. Така што во тој дел обвинителството и судот имаат најголема вина. Жалам што цела приказна околу интервенциите во јавно-обвинителскиот систем и во судскиот систем се сведоа на парите и на платите. Една работа е многу јасна. Дека честа интегритетот не се прашање на висината на платата. Честа интегритетот се одраз на карактер, на свест, на одговорност кон заедницата. Значи, имаат една сосема поинаква димензија. Не е во прашање само и единствено платата и незината висина. Не. Додека да се занимаваме ние со проблемите што ги создава судството, знаеме каков судски совет имаме, разрешен 5 души не прифаќаат, постапката за разрешување на државниот обвинител е во тек, иако веќе беше изгласано во собранието, но продолжува. Од друга страна, имаме еден уставен суд кој што може да се зафати со работи како промената насилна на уставното име, се што се случуваше во тој период. Има многу неуставни работи кои што се гледаат од авион во Македонија, велат градби кои што се освен кинескиот зид, тие се гледаат дека нели се направени, но Уставниот суд не се занимава со тие реални, вистински уставни прекршувања, не е само тоа милиарда, има други. Тие што најдоа Кацарска најде проблем во линеарното зголемување на пензиите во Македонија. Значи, немаше друг проблем во државата, ова наликува на село Гори баба се чешва, не заради тој страшен импакт за пензионерите, но не се нафатија со вистинските прекршувања. Тука имало етички момент, дали оние кои што зимаат повеќе, па сработели требало како и да. Како гледаш на овој момент, почна прв пат имаше во рамки на СДСМ владењето протести на пензионерите со право. Сега имаме повторно заради СДСМовска уставна судика, да не се лажеме наградата како дојде и зошто дојде, имаме протести на пензионери кои што си ги бараат своите право, уплашени дека некој ќе им ги земе парите, настрана што тоа веќе е дадено право, ќе им ги одземе. Буквално Уставниот суд со тоа што ќе пресуди, што не е многу неверојатно, дека ќе го направат тоа. Како гледаш на ова? Многу... Одамна сме го коментирали Уставниот суд. Одамна сме дискутирали и дебатирале околу тоа дали имаме право или немаме право да ги коментираме судските одлуки, а особено одлуките на Уставниот суд. Меѓутоа, за жал, Република Македонија дали воопшто може да се каже дека има Уставен суд? Уставниот суд, наместо да се бави со клучните прашања на уставниот поредок на уставниот поредок на Република, она почна да се бават со некои решенија кои немаат никакво посебно значење за уставниот поредок, за суштината заради која е конституиран тој Уставен суд и драмат околу нешто што помина во собрание. Да, Уставниот суд е тој што може да одлучува и има право да одлучува. Точно е и тоа дека правото на пензија е економска категорија, не е социјална категорија. Меѓутоа мора да се имаат предвид рецидивите од претходниот систем. Претходниот систем го доведе пензискиот фонд на таково ниско скалило да без сериозна интервенција со буџетски средства во пензискиот фонд не може да се исплаќаат пензиите. Сега, од тука учеството на државата во
пензискиот фонд и во исплатувањето на пензиите, веројатно дава можност собранието, законодавниот дом, преку носењето на одлуките што ги донесе, да дади можност за линеарно зголемување. Но Уставниот суд, го отвара прашањето. Нека дебатираат. Но треба да се имаат сите аспекти предвид. Една работа е што пензискиот фонд објективно не е во состојба да ги сервисира потребите на пензионерите. Државата е таја која интервенира преку буџетски средства. Република Македонија нема економија која може да ги сервисира потребите на пензионерите. Објективно е тоа. Натаму, пензискиот фонд нема менаџери кои можат тие пари да ги насочуваат и да ги инвестираат, или како економистите велат, да ги оплодуваат, да носат профит, кој ќе зајакне финансиската стабилност на тој фонд. Нема. Сите тие работи треба да се земат предвид при носењето на одлуката. Лесно е да се кажи, да, тоа е само економска категорија, не е социјална категорија, меѓутоа, пак велам, има многу прашања кои се поврзани со тоа. Так. А особено е значајно учеството на буџетот во исплатата на пензиите за сите пензионери во Република Македонија. Колку има политика во целата оваа приказка? Многу. Премногу симптоматично сомнително што во исто време, додека Кацарска го иницираше ова што го иницираше, СДСМ паралелно, симултано прави пресконференции на кои што изнесува пропад на пензинскиот фонд, нема да земете плата, што не е точно, не е во најдобра состојба, како што кажуваш и самиот, тој е менаџиран повеќе од владата и со субвенциите и се, но функционира каков таков, нели? Но СДСМ во исто време шири паника, госпожата сака да го укине, буквално кажано, линеарното зголемување, да внесе еден немир, незадоволство кај пензионерите. Колку политиката е тука внесена на полето на пензионерите, дали некој можеби сака со овие чекори да го привлече кон себе ова, нели, ткиво кое што е многу големо, зборуваме за многу големо е, стотици 320-330 илјади пензионери се во Република Македонија. А можеби па да не играат нешто сосема погрешно како што и правеа во минатото. Последниве потези политички нивни се толку катастрофални што секогаш беа контрапродуктивни. Дали биле тоа внесот на бугарите во уставот, црвените линии, се што правеа им се удираше од глава и само им губеше гласови. Мислам дека истото ќе се случи и со пензионерите, ги потценуваат луѓето. Да им се удараше од глава, ќе беше добро. Меѓутоа, нам ни се удара од глава. На граѓаните на Република Македонија ни се удара од глава. На нивното конто, во однос на така може, на нивното конто. Меѓутоа, проблемот е што последиците од нивното такво неодговорно и напамет однесување ни се удара нам од глава, на сите граѓани на Република Македонија. И фактички, последиците од таквото нивно владење и носење на такви одлуки кои се неразумни, неразбрани, мислам дека ќе не коштаат многу долг период, многу долго време. Многу долг период ќе ни е потребен да се санираат состојбите и да почнеме да функционираме на еден нормален начин како држава и институциите да си имаат своје надлежности и да си ги реализираат онака како што тоа очекуваат граѓаните на Република Македонија. И ќе ве потсетам на една дефиниција за тоа кој е нормален. Во психијатријата се вели дека нормални се оние кои се ориентирани во времето,
во просторот и кои можат да расудуваат за последиците од нивното однесување. Се прашувам дали таквото однесување на претходната власт со прифаќање на се и се што не втурнаа Македонија во оваа состојба во која сме денес. Безсрамно, така? Безсрамно, неодговорно, безчувствително и без емпатија кон сопствената нација, кон сопствениот народ. Така. Тука дефиницијата на Фројд, првиот симптом на глупавоста беше да се нема срам. Тоа е недостигот на срам беше првиот симптом. За жал, ама се надоврзуваат работи. Се надоврзуваат работи. На сцена едно повторување на едно сценарио кое што постојано се вика дефокус. Ширење магла. Еве сега фатија дел од високи челници нивни директно, едниот беше министер за земјоделие привремено, па заменик министер подолго време, нивни исто така функционерчиња кои што се мотале таму, нивни од ДУИ, директна вмешаност тука се навидува и на еден долго време што беше министера, фаќаше путери и сите тие работи. Што прават тие? Фатени со рацете во медот, излегуваат, прават пресконференции со фиктивни бројки и реално знаеш кога има контекст кога ќе дадеш на нешто, тоа се вика пуштање на бачката, па да може би имало без реални докази. Нивните пресконференции не се содржани со докази, туку тој таму му дале тоа и тоа. Реално, тука зборуваме за МВР, излегува со податоци, тоа го прифаќа обвинителството, се отвара случај за 800.000 евра, за многу илјадници тони пченица, која што била, некој си играл играчки со неја и ги украл парите, нели? Но еве, повторно дефокус на таа тема и дефокус. Министерството за внатрешни работи си ја заврши својата работа и се констатира дека таа пченица, негде околу 740.000 тони, завршиле на црниот пазар во соседниве земји. За сметка на тоа, овдека Република Македонија мораше да бара увоз дополнителен од соседна Србија и се сеќавате. Не спаси Вучич, не спаси Вучич, да. Со вакцините. Така беше, како и со вакцините, така и со пченицата. Сакам да кажам дека дефокусите што се обидуваат да ги направат не можат да ја засенат вистинската слика која е представена од званичните институции со релевантни докази, со релевантни информации за тоа што се и како се случувало. Лично, многу ми пречи кога ќе излезат на телевизија едни против други, па кажуваат тој ваков бил, оној онаков бил, но оној носот му е крив, но чорапите му мирисаат. Тоа не е долично. Тоа не е ни политика, тоа е отсуство на елементарна култура. За мене, држава е тогаш кога ќе излези од обвинителство човек и ќе каже против тој и тој е поднесена кривична пријава затоа што сторил. Имаме основано сомнение дека сторил тоа и тоа. И тука завршува за мене приказната. Нема потреба да одиме со приказки. Ако сте знаеле дека некој нешто земал, повелете, пријавете. Толку сте неинформирани испратете. што два пати еве или три пати поред ги утнуваат идентитетите на луѓето. Овој пат беше за идентитетот на Арсовски, поранешниот порпарол на ВМРО. Не е тој човек кој што го спомнуваат. Името е само исто како што ако се сеќаваш што Анастасија Илиевска, мојата колешка, ја набедија дека не знам што правила, сосема друг човек, значи не се трудат да седнат да ги проверат податоците што некој така наречен свиркач им ги дал. Тоа е некој од СДСМ што работи. Отсуство на елементарна култура. Тоа е отсуство на елементарна култура. Да ругаш некои луѓе кои што не се немаат врска со тоа. Тоа е срамота. Срамота е. Тоа е срам. Тоа е. Тука сме. Отсуство на срам. Фројд. Так. За жал. Глупавоста всушност е отсуство на срам. Так. Тука сме. Што очекуваш во следниот период, еве токму за она што зборувавме за пулс, но еве анкетните пулс ќе се води како и да е, за други ќе видиме дали ќе се
создаде воопшто таа анкетна, иако има мнозинство? Анкетните комисии, Да. сметам дека имаат отворено поле да си ја завршат работата коректно, некако онаја што пропадна анкетна комисија која ја водеше пратеничката Рашела, да, Миздрахи, за онкологија. Ништо тоа во СДСМ. Не прифатија ништо од тоа, овдека едноставно работите се толку јасни што ниту може, ниту пак смее да се инволвира политика. Ако се постават вистинските прашања, ако се дадат вистинските одговори на тие прашања, точно ќе може да се впери прстот во одговорните и институции, и носители на јавни функции, и тука мислам дека ќе направиме еден добар исчекор кон подобрување на состојбите генерално во Република Македонија и враќање полека на довербата кон институциите кои ја водат оваа држава. Меѓутоа, искрен да бидам, не сум многу голем оптимист дека за некое догледно време ќе се заврши судењето со пулс. Она што се случува сега, тоа е користење на сите можни и невозможни. Так, утре продолжува рочиштето. Да, утре продолжува. Ќе видиме што ќе се случува. Користење на сите возможни средства, тој процес да се одолговлечи, тој процес да добие поинаква димензија, и се плашам дека долго време ќе чекаме на судска пресуда. На правда. На правда. Многу долго ќе чекаме. И пак ќе повторам една работа. Извршната власт во известна смисла на зборот има право да сгреши. Има право на неправда. Но судската власт и јавно обвинителската власт немаат таква шанса. И не смеат да имаат. И мислам дека како и да е, сепак судот мора да свати колкава е одговорноста на донесувањето на вистинска пресуда во случајот Пулс. Меѓутоа, пак ќе повторам, ќе треба долго да чекаме. Да се заокружи тој процес. Се сложувам со тебе, исто така ти благодарам што беше мој гост. Задоволството е мое. Ми беше чест. Благодарам. Благодарам и вам што бевте со нас, имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу и да сте ни живи и здрави.